Така, како што најавив и на самиот почеток, продолжуваме со Студио 10, еколошка тема. Ги најавив моите гости, тоа се господја Марина Томова, Changemakers. Благодарам што прифативте да гостувате, да разговараме за вас, меѓутоа и за граѓаните од тој регион каде што доаѓате, важни теми. Благодарам за поканата. Така, тука е господинот Ѓорги Ѓоргиовски од Зелена народна стража, каде што ќе разговараме за најавите за изградба на двете хидроцентрали на река Дошница, меѓутоа и за вашите активности во Прилепскиот регион со можно отворање на рудници, меѓутоа и активности кои што на некој начин според вашите објави на социјалните мрежи и по медиумите прават еколошки проблеми односно пробивањето на коридорот 10. Ви благодарам за поканата и се заблагодарувам на сите наши гледачи во живо. Така, за гледачите што првпат еве слушаат, виделе на социјалните мрежи, меѓутоа не доволно. Што точно се планира на реката Дошница и каде треба да се градат овие, како што кажав, две хидроцентрали? Сега вака, ние доаѓаме од различни места на Македонија. Јас доаѓам од Гевгелија, од другата страна на државата. Така да, луѓето кои што требаше да бидат тука да имаме дебата, представниците Министерство за рударство, градоначалниците не се тука, нема со кој да се дебатира, така да јас одбивам да дебатирам во врска со оваа тема, но ќе прочитам една изјава што мислам дека треба да се слушне гласот на граѓаните, бидејќи сакаа да се прочита ова. Само тој дел ќе го прочитам, бидејќи лесно е да се одложи емисијата, по не знам кој пат наши во други телевизии, не само тука, значи се одбивале, па не се доаѓале како гости да дебатираме. На овој начин ние можеме да дебатираме цела година. Значи, ова е воопшто непрофесионално, без никаква почит према граѓаните. Така да, одбивам да дебатирам, лесно е така, ние што ќе кажеме, па тие ќе кажат следната недела. Не е во ред. Значи, ќе прочитаме изјавата и може да се фокусираме на друга тема од моја страна. Така. Која е таа изјава? Сега вака, во врска со Дошница, значи должност ми е да прочитам во име на граѓаните. На река Дошница во изминатите години се издадени неколку концесии за мини хидроелектрани, од кои во 2025 година две мини хидроелектрани почнаа да се градат во месноста Баров дол и Папрат во Радња, општина Кавадарци. Во 2025 година отпочнаа градежни активности со претходни сомнителни активности во соработка со национални шуми, каде претходно со менување на 10-годишниот план за сеча со анекс се менува планот и со ангажирање на изведувачи кои истовремено се ангажирани од инвеститорот на мини хидроелектрани Хидродошница учествуваат во изградбата на пристапен пат до локациите на хидроцентралите, каде со што е извршено сечење на шума. Дел од доместокот е платен. Решение од Државен инспекторат за животна средина за запирање на работите се утврдени неправилности во градежните активности, на погрешна страна од реката се вршени уништување на речното корито, а утврдено и дека воопшто немале дозвола да вршат сеча во речното корито, ниту пак платиле на доместок за таа произведена не дозволена сеча. Бидејќи целиот процес за добивање на дозволи оди без присуство на јавноста, значи, по издавање на самата градежна дозвола, инвеститорот донесе тешка механизација и по алармирање од страна на наши лица, планинари, ловци, активисти и така натаму, активиравме заштита на реката Дошница. Истиот ден дојде инспекторатот за животна средина за вршење на вонреден надзор. Спротивно на грешно искажаните факти во елаборатите, дека при вршење на градежните активности за мини хидроелектраните нема загрозени видови на животни растенија, научните истражувања од ПМФ, а и студиите за заштитени подрачја Евронатура 2000 и други општини Демиркапија го покажуваат спротивното. Цевките по околу 2 км по мини хидроелектрана, значи нарушување на цел екосистем.
доколку институциите имаа слух за минатогодишните протести, исти треба да испорачат неколку кривични постапки. Веројатно ќе бидеме приморани проблемот да го изнесеме на повисоко ниво. Владата со заклучок од 143-та седница го овласти министерот за животна средина да ги продолжи сите концесии кои инвеститорот не по своја вина не ги завршил активностите во дозволениот рок. Секој што има видено обовината на реката Дошница е против девастирачките проекти и сметаме дека под наративот зелена енергија се кријат активности со кои се оштетени сите граѓани, со кои на овие инвеститори преку сметките за електрична енергија го осиромашуваат домашниот буџет. Со необезбедениот биолошки минимум се прави штета на животната средина, а надлежните органи се декларираат како неопремени за да спроведат надзор. Например, мини хидроелектраната Смрдлива вода, на инспекторот цели 5 години му треба да ја најде електраната, па да измери колку вода е пуштена после зафатот на мини хидроелектраната. И уште мал дел, проблемот со мини хидроелектраната е присутен на цела територија на Македонија, се градат во заштитени подрачја, национални паркови. Граѓаните од цела Македонија своето присуство на протестите и блокирањето на вакви проекти сакаат да упатат јасна порака до Министерството за животна средина. Дека конечно мора да започне да прекине со уништување всушност на животната средина. На протести беа праќани пензионирани раководители од национални шуми кои бараа да е фокус на проблемот, обвинувајќи не за пречки во нивната работа. Природата ќе претрпи најмногу штета. Тоа е последната реченица од гласот на народот. Така. Господине Ѓорѓи, кога дознавте дека веќе има започнато некакви активности околу Дошница? И за кога прв пат дознавте дека тука се планира да се градат хидроцентрали? Па видете, јас лично прв пат дознав за ова проблематика, че нам беше 23-та година, кога беше првиот напад со механизација на лице место горе на планината, за кој и бев и учесник на големиот народен протест на Смрдлива вода на планината Кожув, тоа беше 23-та година. Но ако зборуваме како организација, од Зелена народна стража, во која дадовме директно учество и придонес во обнародувањето на ова горлива проблематика, тоа се случи, чинам беше лани ова време, дали може би почетокот или средината на месец јуни минатата година, со која задовме активно учество, се поврзавме со нашите соборци од Гевгелија и Гевгелиско, така да по кратка координација се направи една многу поголема и помасовна организација, која, сакам да нагласам, таа беше и прва вака посериозна организација на дело, исклучувајќи ги сите планови, сите кројки, вака треба, онака треба, значи на дело на нашата организација Зелена народна стража. И како кажав, значи таа организација вклучуваше обнародување, значи на пошироко ниво, зашто всушност и како организација бевме создадени. Кратко ќе кажам дека Зелена народна стража ја организираа млади луѓе од 5 различни градови. Тоа се Куманово, Скопје, Велес, Прилеп и Гевгелија. И таа беше организирана како да биде како еден или чадор или не знам како еден сублимат на сите овие локални проблеми од ист карактер, кои се последица на надворешни влијанија, некои тоа го нарекуваат Агенда 2030, да постанеме една рударска предсе колонија, да постанеме нашата држава и не само нашата, можам слободно да кажам целиот Балкан, бидејќи имаме тесни врски и секојдневни разговори со активисти, со наши соборци од ширум Балканот и знаеме точно на
кој крај, во која држава што се случува и кои се методите и по каква шема се движат тие и знаеме дека државата е всушност соработник на тие надворешни влијанија и извршувач на локално ниво, односно на територијата која ја контролираат. Сега, тоа сакав да кажам, значи Зелена народна стража ја оформивме да биде како еден сублимат за секој еден обичен македонски граѓанин да има представа не само во местноста во која живее, која река е нападната, кој кога испланирал да ја стави реката во цевка, кој кога како испланирал да им го уништи ридот над нивните куќи, што тоа значи и така натаму. Значи ние сакавме да еден обичен македонски граѓанин да има една поширока слика дека ова е суров план кој е планиран, кој е дојден од надвор, дека внатрешни планирачи немаме него само извршители и да стане појасно дека станува збор за една многу сурова и многу погубна политика, дека ова нас ќе не кошта директно живот преку нашето здравје, се разбира. Значи, овде, како кажа во една прилика, за разлика од сите окупации кои сме ги преживеале како народ, како нација, како етнос, кои ги памтиме, нема да се враќаме многу, дали османлиско, дали фашистичко. Тоа било окупација на една територија и искористување на трудот на тоа население кое живее на таа територија и административно управување во нивна цел. Но сега станува збор за нешто многу поопасно, каде ни се нападнати директно ресурсите, без кои не може да живее ни едно живо суштество. Значи, таа е суштината која мора да ја разбериме. Ни едно живо суштество, тука вклучувајќи и растенија, и животни, и ние како луѓе. Значи, нас ни се нападнати водата, како основен ресурс. Ако видиме, ова тело е 90% вода. Ние сме вода, без неја не можеме. Нападнати ни се почвите, нападнат ни е воздухот, значи ние се бориме за чист воздух, за чиста почва и за вода. Од тоа по свето нема. И таа е нашата цел да пред секој еден македонски граѓанин да го истакнеме опасноста и сериозноста на оваа навала, овој сериозен напад кој доаѓа од надвор, повторно ќе кажам. Така. Господја Марина, секоја река нели е вредна за Македонија, меѓутоа што е толку специфично за реката Дошница на Кожов, нели вели тоа подрачје посебно? Кои се тие карактеристики кои што нели на некој начин го дигнаа народот, не само од тој дел на Македонија, туку и од цела држава? Тука има многу што да се каже во врска со ова. Значи, имаме доктори, професори кои што имат напишано книги за ендемски видови на животински и растителен свет. Пак ќе го кажам истото. Веќе не знам по кој ред сме по програми, по кој пат веќе избегнуваат од министерствата да присуствуваат, да дебатираме со нив. Значи, ние можеме да го искажеме нашето мислење, туку еве пак нема со кој да се дебатира. Така да уште еднаш, јас одбивам да дебатирам во врска со ова, додека тие не се појават. Кај нас, на нашите Facebook страни, на секаде е објавено кои се штетите кои можат да предонесат. Лесно е да се слуша емисијата, па да ги собереме сите наши платени советници, па да ни кажат што треба да зборувам во името на представниците кои што требаше да бидат тука, па после да одговорат следната недела, а на овој начин уште еднаш јас не прифаќам да дебатирам. Тука, еве, велите не дебатирам без другата страна. Да, ова е тотално непочет. Од општина Гевгелија неколку пати ги поканивме, од општина Кавадарци, од Министерството за животна средина, кажав на почеток кои беа нивните образложенија. Меѓутоа, вчера од општина Гевгелија одговорија на неколку прашања. Веќе ве замолам на основа на нивните одговори, вие да дадете контраодговор. Значи, на моето прашање, каков е вашиот став за повторните најави за изградба на хидроцентрали на реката Душница
и дали општина Гевгелија ќе даде поддршка за тие проекти. Првиот човек на општина Гевгелија преку неговиот кабинет го даде следниот одговор. За изградбата на хидроцентралите на реката Душница не сум запознаен со деталите. Физибилити студија е основен проект. Од причина што таа локација, како што стои во одговорот, не се наоѓа на територија на општина Гевгелија. Па еве сега ќе ве замолам за одговор од вас и од господинот Ѓорѓе. Така. Еве, одговорот не е точен. За дебата, добро, за тоа има и контраодговор, така. Да. Одговорот не е точен. Нашиот градоначалник се потпиша на нашата иницијатива заедно со повеќе здруженија, со градоначалниците на општина Демир Капи и на општина Кавадарци, дека тие ќе одвојуваат средства од ребалансот на општината да се направат соодветни студии со 13 академици кои што се исто така потпишани да ги извршуваат овие студии на реката Дошница, кои што ќе бидат од време трајање од 2 до 3 години. И после тоа, доколку се утврди дека нема загрозен, а има, нема загрозен животински или растителен свет, тогаш веќе не се може ништо, дека е мртва река. Значи, таму си има компетентни личности кои што треба да кажат. Значи, нашиот градоначалник е потпишан на самиот документ, го имаме и објавено. Истото, не имавме и состанок, јас бев во придружба на друг активист, мислам дека беше на 12 октомври, во врска со реката Дошница, тој рече дека ја поддржува истата иницијатива и документот што го потпишал. И сега, искрено, јас сум изненадена во врска со одговорот и ние се стоиме и се држиме на истото што е потпишано на хартија да се изврши. Додека не се изврши истото, ние можеме да најдеме, значи, од било какви поддршки, да кажеме, да се повикаме на граѓаните, на луѓето кои што сакат, ама работата е ние од дома да се започне. Секоја општината, значи, тој беше многу убав пример за поздрав што го направија тројцата градоначалници. И сега со овој одговор искрено ме оставивте без зборови, ама сепак ви го дадов мојот одговор. Да, вие господине Ѓорѓе, што ќе кажете на ова? Па може би човекот заборавил што кажал во октомври, па сега може би има некои проблеми, амнезија или било како. Тоа би кажал. Јас би кажал дека искрено сакав да ги гледам тие очи во живо, да видам што ќе кажи погледот. Пошто знам дека очите зборуваат најмногу, многу повеќе од устата и многу повеќе од устата ја кажуваат вистината и сакав да ги гледам тие очи овде пред нас кога кажуваат дека хидроцентрална и уништување на еден мал екосистем или отварање на едно рударско окно кој значи директно смрт за илјадници судбини, не само човечки, повторно ќе кажам, сакав да ги гледам тие очи, но не ни се дава. Не ни се дава со Марина веќе втор пат имаме закажано јавна дебата, но тоа може да забележиме дека големата господа се свесни дека сеењето магла во последно време и не врви кај обичниот македонски граѓани. Значи, луѓето се, можам да кажам, колективна свест за овај вид на проблем кој се случува, чиј дел сме ние како држава, е на едно, би можел да кажам, достаточно ниво, зборувам за колективната свест, за што станува збор и каква лукавштина и ѓаволштина ни се спрема како држава, како територија, да кажам. Што се е испланирано на нашата територија, каде живееме. Така, во продолжение на неговиот одговор пишува конкретно доколку пристигне барање до општина Гевгелија, како и претходно, мојот став е целиот процес да биде транспарентен со вклучување на јавноста, еко здружение на граѓани, стручни експерти и советот на општина Гевгелија пред да се донесе било каква одлука.
Тоа е веќе разговарано, Так, подпишано. да. Ама расправата со Советот на општина Гевгелие, тоа е веќе нова работа. Затоа не беше искажано ништо за време на нашата средба со нашиот градоначалник. Вака, на второто прашање, нели сакате да го чуете целиот став на општина Гевгелија? Со оглед на тоа општина Кавадарци, градоначалникот Митко Јанчев најави дека ќе имаме некој разговор, меѓутоа повторно одби. Како и лани? Така, не знам за лани, за оваа емисија зборувам. А на прашањето, екоактивистите предупредуваат дека изградбата може сериозно да го наруши биодиверзитетот и водоснабдувањето во регионот. Дали локалната самоуправа има направено своји анализи за можните последици? Од општина Гевгелија испратија краток одговор, велат заложбата за зачувување на животната средина не смее да биде декларативна и символична. Биодиверзитетот и водоснабдувањето зависат од повеќе фактори со оглед на климатските промени во изминатава деценија. Затоа за можните последици изградба на хидроцентралата на реката Душница сметам дека треба поширока јавна расправа, анализа на физибилити студија, како и вклучување на експерти и стручњаци од областа на животната средина. Па ќе кажам, тоа е подпишано, Така, стручњаците се подпишани, 13 академици, здруженијата, градоначалниците. И ние се држиме на тоа. Така, во ред. Нема изменување на мислење. Објавено е се и се држиме на тоа. Пак ќе кажам, мислам дека се можам да проверам, мислам дека беше 12 октомври, точно пред изборите, градоначалникот потврди дека го поддржува истото што го потпишал. И тогаш рековме секоја чест. Ние многу добро соработуваме со градоначалникот, така да сум изненадена за првичниот одговор. Така. Првично е, често во јавност нели се слуша дека доколку се градат хидроцентрали, водата од реката ќе биде ставена во цевка. Што точно тоа значи? Многу голем дел од нас знаат, меѓутоа еве вие сте на терен, ги гледате тие работи практично. Видете, во тие изградби на мали хидроцентрали се одбира точка во која цело водно течение од коритото се става во цевка и се пушта под определен однив агол на некој 2, 3, 4 километри да добија определено убрзување реката, да би имала доволно енергија да ги придвижи тие турбини. Значи, една река, јас би ја нарекол еден мал екосистем, еден мал подводен жив свет. Со дали илјадници, дали милиарди, да не се држиме до цифрите, тука има живи суштества. Почнувајќи од микроорганизми, видови на ракови, видови на риби и така натаму. Автохтона пчела македоника, која што ќе биде директно загрозена пчела. Пчели. Така, Го знаеме целиот ланец така. Тој е веќе дел од синџирот што го спомна Марина, значи јас тука и би додала, значи јас почнав од водниот свет. Таа ја додаде автохтоната пчела, но каде се тука крупниот дивеч, поситниот, глодари, влекачи. Сите знаеме како е една долина каде тече реката, во најниското. Па сите знаеме и лето и зима каде слегуваат да пијат вода животните. Имаат потреба и тие се 90%, 80%, ај за спорни групи, неважно, вода исто како и нас. Значи водата е потребна. Значи тие 2-3 километри некој би ги пресекол, би ги ставил во цевка, со што уништува, односно, видете, ај вака попросто да кажеме, некој за свој профит става смрт на определена територија. Тоа е смрт, а тоа е енергија. Ај малку да го гледаме не во цифри преку овај... Не како струја, току како така, да. Да не го гледаме или како како материјален свет, она што нашите сетила, очи, уши и прсти го гледаат. Тоа е енергија. Тоа е значи смртта носи енергија. Знаеме како. Од тука бега и крупен дивеч, и влекачи, и глодари, и пчелата. Знаеме кој е главен опрашувач. Знаеме планината дека освен реките ги има и шумите. Кој живот значат исто како и реката, и како и водата, како сакате земе. Значи,
Кој ги опрашува тие дрвја? Диви плодови. Значи од смрека, од боровинки, од шипинки, од малини, од капини, од се и се што. Значи имаме тука разни видови на бумбари и инсекти и пчелата. Зашто зборуваме, луѓе? Ние зборуваме за смрт од едната страна, значи комплетна смрт, во кој сме и директно ние внесени. Ние сме само една алка од ова сето што го наброивме. А од другава страна, доколку би била господата која беше поканата да седи против нас, овде тие единствено би разговарале за милиони, за евра, за долари, за трансфери, односно еднакво насејање на магла и заматување на човековиот мозок. Јас мислам, нема потреба за ништо да разговараме. Ние имаме, видете, во Македонија се предвидени 400 мали хидроцентрали. Значи, некој од надвор зацртал дека до поток, не до река, треба да биде заробено во цевка и да донеси смрт по македонските планини. Така. Од кои 100, мислам неполни, дали 98 или 99 се веќе реализирани пред она ниво на колективна свест да дојди до тоа ниво. Што ние можам да кажам дека сме сигурни од цела Македонија тоа нема да се зголеми. Затоа што нивото на колективна свест е веќе на многу повисоко. Сега, ние добро знаеме, имаме 100 заробени реки во цевка. Ајде прашајте ги локалното население што значи за тоа. Јас разговарав со, исто бевме присутни во село Љубојле, во Преспанскиот регион, кога населението се дигна против голосеците во шумата. Па бевме и таму да ги споделиме своите искуства и да дадиме свој придонес и со стражи, со совети и така натаму и преку нашите страници исто да го распространиме проблемот за кој требаше да чуе цела Македонија. Таму разговаравме со жителите на село Љубојно и жителите на село Брајчино. Тие се две соседни села. Па ете на Брајчинска река, така ја викаат, има, мислам дека беа 2. Луѓето кажуваат имаше 25 сантиметри пастрамки, диви пастрамки кои пливае. Сигурен сум дека и наши гледачи можат да кажат уште бројни случаи ширум Македонија каде се остварени веќе овие 100 хидроцентрали. Што носат? Смрт или приход? Тие струја не произведуваат повеќе отколку за 5, 6 до 10 домајчинства на годишно ниво. Зашто зборувам? Имаме... Па тоа и јас кажав, нема што да се дебатира, се извинувам што те прекинувам, Ѓорги. Значи, тука требаше да бидат представници, доколку јас, например, доколку не сум во можност јас да присуствувам, тогаш ќе пратам наместо мене некој друг, така да може сите тројца повикани или четворица да си пратат представници и исто така јас мислам дека самите академици исто така треба да бидат присутни за тоа што во нивниот елаборат за мини хидроелектраната Дошница пишува дека нема загрозен животински и растителен свет. Додека на истиот собственик мини хидроелектраната на Кожев, од другата, од гевгелиската страна сега, ви прочитав во името на граѓаните. И пак ќе кажам, додека не седнеме со компетентните личности од двете, трите страни, нема што да се дебатира. Може да разговараме нешто друго. Да. Јас тука ќе додадам само краток еден исказ на професорот Светлислав Крстич, со кој Зелена народна стража имаше лани овој период, мислам јуни или јули, имавме интервју кое беше ставено на нашата страница. Тој е професор на Природно-математички факултет кој кажа дека пред 15 години нашата држава на државно ниво била изработена стратегија за одржлив развој на нашата Македонија, во кои главните чинители за тој одржлив развој било производството на еколошки здрава храна. И некој
дојде од не знам каде си, за не знам чии си интереси и ни рече, луѓе, не само што е здраво за джебот, туку здраво е и корисно и за здравието, да си ја раскопаме и уништиме цела природа, да си ги уништиме сите водотеченија, значи не само реки, во државава, да закупуваме радиоактивен отпад кој го увезуваме од страна, да станиме земја на ветерници за нечии туѓи бели дворови, да станиме земја каде плодните почви и полиња, неговче полие. Прошетајте од Велес, тргнете за Кочани и за Виница. Човек да се наежи како е почнато и до каде стигнало. Значи, овче полието, да се разбериме, е втората котлина после Пелагонија, која е по важност за производство на храна. Тоа веќе дури и измислија такви сладки, тропски некои милозвучни термини, сончеви градини. Замислете. А сега мислам дека се донесе закон да не сме на земјоделско земјиште обработливо да се донесе. Таман сега ќе сечат шуми и ќе ги покријат и ридовите. Да, тоа е веќе друга, се извинувам. Нели имаме тука повеќе проблематики ние во Македонија. Меѓутоа сега што е не е актуелно веќе и со години, значи ние се бореме една деценија против рудници и еве мини хидроелектрани и така натаму. Сега во врска со овие две работи. Од вчера има некоја си вест и здравје и работа, еве ќе имате и повеќе гледачи, таа некоја си страна што е веројатно под таа од поодамна. Не, како и да е. Така. Дека Иловица штука, од Иловица штука во Струмица, Македонија ќе профитира, ќе има бенефит од 600 милиони евра. Додека диаспората, на која што вие политичарите и плукате во лице, што влегува, има влез на 600 плюс милиони евра, каде што на дневно ниво, сега кога е сезоната на земјоделските производи, од Струмичка котлина на дневно ниво, државата има бенефит од 2,7 милиони евра. На дневно. На дневно. Која е математиката тука? Тука е математиката што повеќе граѓани тука ќе заработат, а од другата страна само неколку. Сите зборуваат за поскапувањето на бакарот. Значи, експлоататори не се посакувани воопшто. Се држиме на нашиот став кој што го имаме и би сакала да кажам, не знам колку време имаме, во врска со името Марина Томова, Changemakers, би сакала доколку се има простор, заради тоа што Марина Томова не е активизмот во Македонија, нити Changemakers, нити само Зелена народна стража, нити само Спас за Прилеп, нити само Спас за Гевгели, нити Здрава Котлина, нити Да. Ние сме една огромна мрежа на луѓе, ово е еден огромен граѓански отпор кој што одлучил, еве и лани, имаше толку млади луѓе, илјадници македонци и надвор од Македонија придружија за Спас за реката Дошница. Еве тие да ги земеме тие млади луѓе што се употребува зборот секогаш за младите, за народот. Јас објавив едно видео. Еве ви го народот. Кој дојде да не види од политичарите тогаш? Еве младиот свет нека не биде, тоа е болна точка што одлучиле не да ги мерат улиците, да ми простите на зборовите, и да одат по кафичи, туку одлучиле да бидат 3 месеци со нас на планина. Па народот беше таму, доколку се работеше за народот. Ке дојдеа од политичарите, од министерствата, без разлика во право или не, чисто да се дискутира, да се види народот. Дали се работи тука само за некоја политичка партија? Како што гледаме ние, политичките партии само се напаѓаат едне меѓу други, ако сакаш да дознаеш едната, ќе се вклучиш на другата и така, да. Тоа пред Кој работи за народот?
Да, значи сега народот, пак ќе кажам, по самото гласање се види колку народ не гласаше, така? Па треба да им биде јасно, на луѓето им е доста. Мрежата на активизмот не е Марина Томова, не е Changemakers, пак ќе кажам, не е Зелена народна стража. Туку е низ цела Македонија. И не знам дали имате друго прашање, би сакала да се надополнам, да кажам во врска со Марина Томова и Changemakers. Продолжите, скажете се, потоа ќе продолжиме со други прашања кои ги имам на ум. Повелете. Да, благодарам. Значи, јас живеев во Холандија 16 години. Се вратив за време на референдумот, дојдов да гласам против и пак се вратив назад. Моето враќање се базира за родниците во Гевгелија, кој што се изгласа скоро 99% против родници на смртта. Од тогаш, после неполна година, јас се вратив назад со син ми. Сакам син ми тука да расте. И сега, ние бевме уште одма, побаравме состанок во Европската комисија во Брисел. Имавме средба со делегатите Луиджи Барли и Вилијам Ное, кои што рекоа дека сме пример за здружение и така натаму. Меѓутоа, слушајќи ги работите како се одвиваат во Македонија, што ништо не е променето за жал од таа работа, ние тогаш имаме цел извештај во Европската комисија во Брисел. Рековме со кои работи е можно да се соочуваме. Што се соочуваме сега? Имаше пред 2 недели бевме во друга програма во телевизија Телма директно. Сега не е разгледана цела емисија, туку се одбрани 2 збора, на кои што не им ги знам ни имињата, Мечка или не е ни битно. Сега да, значи се изразуваат со такви безобразни зборови, името Changemakers англиско, доколку простете ми, ама еве ќе најдам храброст и да го искажам, скинете се с курца. Кажуваат на српски, се извинувам, мислам, не. Значи, како нови... Да, така беше и кажано таму. Да, сега, кои се Changemakers, тоа сакам да го кажам. Changemakers е една граѓанска организација со оснивачи од Гевгелија и еден оснивач е од Холандија, доктор професор Саскја Харкама. Changemakers започна со еколошки акции, после или пред 2 месеца или после 2 месеца беше Не биде ѓубре, не знам дали се сеќававте. Така да. Ние започнавме да правиме туристичка понуда во југоисточниот регион. Наидовме на многу ѓубре, имавме гости од 6 држави, да не кажат каде сме добри, каде грешиме, каде треба да се поправиме. И насекаде наоѓавме ѓубре и така започнавме со еколошките акции, правивме и револуционерни герила акции, тоа беше едукативни секакви акции. Секогаш општина Гевгелија придружуваше, пред неколку дена имаше генералка, викенд соработуваме одлично и така натаму. Додека сме саделе и лјадници дрва, имаме настан Гевгелија на точак, што најмногу имат придружено околу 2000 учесници и движењето на велосипедизмот станат се поголеми, тоа е за поздравување. Сме биле контактирани, сме работеле на истражување и ова е се доброволно. Кога се зборува еве овие медиуми дека или платене или нешто ни фали, веројатно за тоа што да работиме доброволно, дали сме многу окей или нешто ни фали. Работевме на истражување со канцер пациенти, со луѓе кои што добиваме неофицијални, но доверливи извори, каде што заклучивме дека Гевгелија е на прво место по форма канцер на дојка и други форми, меѓутоа канцер на дојка. После 2 месеци правеше истражување Министерството за здравство. Според нив бевме на второ место, значи нашето истражување држеше место. Го блокиравме булеварот заедно со канцер пациенти, затоа што и јас и вие и сите ние сме потенцијални канцер пациенти, така? И сите стоевме, јас имав директни опатувања во име на сите нас до тогашниот министер за луѓето од провинција, затоа што е многу тешко, еве, гледајќи од денеска, јас дојдов со автобус, станата сум од 3,5 часот. Значи, имаше луѓе кои што одат на хемотерапија во самиот автобус, кои што одат во болница, значи се е во Скопје, цела тежина, сите болници, саобраќаи. Значи, зошто не се изгради една болница во центарот на Македонија? Века Вадарци нека биде.
Нели да се олесни и за Скопје и за другите трошоците на другите жители. Да не навлегувам многу, значи тоа се случи маршот во Молк заедно со канцер пациенти, за жал многу од нив не се помеѓу нас. И ние постоиме лица со попреченост. Бевме повикани од Сдруженијата на лица со попреченост, сакаат да имаат малку повеќе видливост и тоа беше, го направивме заедно настанот и ние постоиме од тогаш сите си функционираат заедно и мислам дека се тера одлично. Пак да не влегувам затоа што не може да се збори во одредени минути, туку треба можеби и денови. Тоа што ме вклучува мене лично со лицата со попреченост, требаше да имам керка, еве јавно ќе кажам, со Робертсонова транслокација и многу видови попреченост, може да кажеме и сите. Секогаш треба нешто да те, нели, лично или најчесто, така, додека во хуманитарниот дел, се што е донесено од донации, тоа го спомнав, имам го спомнано, хуманитарниот дел. Значи, и финансирање на Changemakers. Ние си даваме Често од свој пати джеп. во јавноста се зборува дека... Ние си даваме од свој джеп. Финансирани сме од општина Гевгелија по 20.000 денари за Гевгелија на точак, лани беше 30.000 денари, годинава вчера носевме писмо, 30.000 денари за НВО. Има повеќе пред се за екологија. Тие се нашите финансирање. Друго финансирање е пред 2 години од Микродонија 500 евра, за кои што не можевме да дадеме елици на сите, затоа што парите беа толку ограничени бевме. Тие се финансирањето. Друго, Цивика Мобилитас, со кои што сакавме да докажеме беа дека можеме да правиме ние хумус, ние самите како држава, зашто да увезуваме од Грција и па и од Холандија дури хумус, мислам за срамота е. Тоа беше. Друго финансирање или поддршка од фирми и поединци, тие се неколку, може да се извади извештај од самата банка. Госпоѓа Томова, само се извинувам што ќе ве прекинам, би сакале граѓаните најверојатно да дознаат нешто околу темава за кое што нели сте дојдени, како што најавивме. Нема со кој да дебатираме. Не е ова дебат, ова е одговор на новинарски прашања, ме разбирате? Еве да го сведеме на таа логика. Што моментално сега се прави на Душница, кога ја договаравме нели емисијата и кога договаравме кој се ќе биде гостин, вие постојано ли бевте зафатена, има камиони, има багери. Еве да кажете што точно се случува сега моментално на тој район. Затоа што граѓаните кои што лани протестираа, лани лето, најверојатно ги интересира, затоа што претпоставам дека тие не се откажале од нивната идеја за спас на животната средина. Што точно се случи откако беше продолжена дозволата за изградба новие 2 хидроцентрали? Значи, ние објавивме исто така граѓанска иницијатива, значи нема организатор како и лани. Имаме стражи, може да кажам, на сите точки во Македонија. Најмногу на влезот, еве отворено кажам, затоа што ние сме транспарентни, и на влезовите во Кавадарци, преку Кавадарци има и од Гевгелија и Гевгелискиот регион, значи насекаде имаме групи на луѓе кои што присуствуваат таму и сме секогаш се менеме на смени. Вчера еве кога зборувавме на кратко беше баш имаше 2 камиони со машини. Значи имаме луѓе насекаде, се известуваме едни меѓу други. Тие машини не беа за Дошница, значи се уште нема траги таму, канцеларијата им е во неделата, не, се извинувам, во саботата им стоеше горе еден контењер, сега е тргнат, дали е симнат на реката, ќе знаеме после, или им е тргнато таму. 3 камиони се пак горе на првата мини хидроелектрана која што е од страната на општина Гевгелија. И така да сите сме на готов. Во моментот, значи сите се активирани, еве и Ѓорги знае, значи имаме група, цела мрежа на Македонија и сите се тука. Доколку еве започнат градечните активности, кои се вашите планови за активација, еве? Како ќе започнат? Сега за сега нели имате стража, меѓутоа кои се вашите... Како ќе започнат? Значи, тука во елаборатот пишува дека нема загрозени видови на животински и растителен свет. Требаат студии, толку. Требаат студии. Кај нас се е можно, кај нас се е можно така да... Мислам, не, ќе има обид за почеток, јас ќе се исправам. Обид ќе има. Добро. Да, откажување нема.
да се разбереме. Рековте имате мрежа, колкаво е тој човечки капитал, да речеме, кој што би ви излегол, нели, за ваша Па и подршка. луѓе луѓе поминаа. Видете, македонскиот народ минатата година во овој период покажа прв пат таква зрелост и баш конкретно на случајот за нашата Дошница, затоа што Дошница не е од Кавадарчани, не е од Гевгеличани, не е од Тетовчани, не е од Прилепчани, таа е наш од сите. Таа ни ја дал Бог како благодат на сите кои сакаат да уживаат или да ја користат на определен начин. Се разбира не злонамерно и не за пари. Македонија покажа една неочекувана, би кажал, и за мене огромна зрелост лани. Значи, јавно кажувам пред цела македонска јавност, Дошница лани ја спасивме ние, граѓаните на Македонија. Не ја спасија Охриджани, не ја спасија Прилепчани, не ја спасија Гевгеличани, не ја спасија Струмичани. За прв пат такво единство, за нешто што е преку важно, значи за круцијални прашања, на нашите народни стражи и блокади на смрдлива вода, односно и на Асан Чешма, кои беа, ние ги поместувавме како видете, тие борби одат по течение, тие се движат во од, како треба, така се прегрупираме. Но на нашите народни стражи и блокади имаше апсолутно од сите краишта на Македонија. И тоа дава една огромна надеж дека сепак сме зрели, може да не биде. И дека единствениот излезе во обединувањето на обичниот народ. За да бидам појасен, за овој вид на проблеми, пошто јас ви кажал дека сега влегуваме во големото финале на една нечија надворешна агенда, која е наречена Агенда 2030. Кој сака повеќе да разбери, нека гледа што се случуваше во Джавос, односно во Давос, во Швајцарија. Тоа оди претежно после новогодишните празници. Од таму произлегуваат сите овие манџи. Тие се готвачите. Односно, ова што сега се случува, може да го запри само обичниот народ. А тоа значи, кога се случува во нашиот двор, гледаме механизација, дошле багери да копаат, никој не кажува за што и каков е планот. Тоа е направено многу одамна. Единствено, тоа може да го запри обичниот народ. Населението да се собери со блокади, се разбира, не смее да биде исклучена и правната и институционалната битка која мора да оди. Но без ова алатка не би било ништо. Не би било ни од Дошница, не би било ни од еден рудник во рудникот на Бехтел и Енка во Прилеп, близу изворите за вода, не би било ништо. Не би било ни Голосеците во Љубоњо, не би било ни во Блатец за окупација и ставање во цевка на Блатешничка река, не би било никаде ништо што донело резултат и успех да се спаси. Мене ми е многу жал што овде се собравме денеска да разговараме, млади ентузијасти, луѓе, наместо ние овде да се збираме, многу жалам, да се збираме, сите имаме своји творечки способности од Бога дадени, повторно ќе го спомнам, наместо да се собериме да ги разменуваме тие мислења и да ја градиме нашата држава, да градиме од ништо нешто, да правиме нешто убаво. И она денеска прав и пепел што ни е сторена нашата држава, да си ги вратиме нашите братучеди, браќа, сестри, родители, сите кои заминаа по бел свет за грам достоинство пред се, не толку колку за пари и од економски аспект,
Ние овде се собираме како да го спасиме она што Бог ни го дал и она што ни е насушно потребно за опстанок. Јас не знам како да ги изразам моите чувства и колку е ова сериозно. Ние зборуваме за спас на река, за спас на шума, за спас на еден цел микро или макро екосистем. Ние зборуваме за смрт или за живот. И ние сета енергија сега ја трошиме тука. Наместо да се збираме, повторно ќе укажам до сите тие што требаше и да бидат присутни и тие од кои се институции испратени. Ние сме добро групирани цела Македонија. Сите еколошки борци, а она преđe Марина го кажа дека секојдневно излегуваат како печурки после дожд нови Facebook, Instagram страници по социјалните мрежи и некои медиуми, помали или поголеми, фаќаат своја страна во ова големо финале, повторно ќе кажам. Значи, има и претежно се служат со ниски удари, со плуканици по екоборците. Значи, сега ни е преку потребно обединување на обичниот народ, бидејќи станува збор за опстанок, за ништо повеќе. Да не го изоставиме прилепскиот дел, кои се таму вашите активности, со кои проблеми се соочувате како екоактивисти? Го спомнавте рудникот на Бехтел и Енка, меѓутоа и можното отворање на рудници во Прилепскиот регион, регион кој што е доста богат според некои студии со руда и минерали. Па видите, територијата на општина Прилеп располага со 80 до 90% од минералното богатство на нашата република. Значи, ваков голем процент е сето концентрирано околу. Така да што би значело за, конкретно за Прилеп, ако разговараме. Со донесувањето на овај нов закон за рударење, попросто да го кажеме, што може секој еден да само со барање до некоја институција за отварање на рудник, само со барање, значи барањето е поднесено истиот момент, тој може да си ги товари сите оние челични грдоси на камиони и да си ги носи на посакуваната точка, да си отвори рудник за она што него му требало, што се наоѓа под нашите домови, под нашите реки, под нашите шуми. И тоа за Прилеп би значило отворање, а тоа го гледаме веќе и на терен, уште на, мислам дека е неблагодарно да кажам цифра на многу рудници. Јас ќе кажам дека Прилеп е најрударски град во Македонија со 32 активни рудници на украсен природен камен. Прилепскиот регион, за секој македонец да знае, го поседува еден од најбелите и најквалитетни бели мермери во светот. Прилепскиот мермер не бара комерцијални действија за нудење на производ. Прилепскиот мермер има достигнато точка на која можеш ти со своји услови да го бираш својот клиент. Прилепскиот регион, освен мермерот, има гранит, повеќе видови на гранит, има неколку видови на травертин украсен камен, кој претежно се користи за ентериери, и на оникс. Тоа е онај камен кој од позади, ако се стави светлечко тело, има прекрасна таква оција. Значи, ние во Прилеп, покрај она што моментално сме најзагрозени, затоа што имаме најголем број на веќе постоечки и активни рудници, нас ни се закануваат уште некои десетина минимум. Што значи тоа промена на закон, односно носење на нов закон? Кои се тие олеснителни околности кои што би довеле? Олеснителни околности, значи, она што со ад-хок закон носење за Бехтел и Енка што беше пред 3 години, она што беше олеснително за сето, сега се префали за сите.
кои посакуваат да копаат во оваа држава. Значи, секој онај кој намери и планира негде нешто да копа на територијата на нашата Македонија, може само да поднеси барање до една институција, без при тоа добија никаков одговор и никаква документација, одма да отпочни со активности на терен. Тоа значи. А за разлика, исто би кажал, ние во Прилеп имавме и собир пред општина Прилеп, од кој баравме една научна анализа, кумулативна студија, за тоа да видат обичните прилепчани, обичниот народ кој живее во Прилеп, да видиме каков воздух дишиме, кои се влијанијата на веќе постоечките рудници, на изворите за вода, на најоскудниот град за водоснабдување во нашата република, кој својата вода 70% ја носи со Цевково од 80 и кусур километри од Западна Македонија. И да видиме, значи, цифри, бројки, научни, да видиме каква е работата, кој контролира, всушност никој ништо не контролира. Тоа ние во наредниот период ќе го вадиме со бројки. Ќе вадиме со бројки колку коштат на странските пазари. Квадрат плочки мермерни од сивец, а за колку излегуваат одавде. И упорно да му туркаат на народот господата кои требаше да бидат присутни, може би не сите, но дел од нив, дека тоа е за доброто, за бруто домашниот производ на македонците ли? Бруто домашниот производ од веќе отворените рудници во Македонија е болест и смрт. Тоа е единствениот бруто домашен производ, односно, освен она ако го сметаме ситнеш од некои си 2%, и тие 2%, јас можам да зборувам за мермерот, ако еден блок во готов производ кошта околу 300-400 илјади евра, со готов производ преработен, тие го пријавуваат дека тој кошта 6.000 евра и на тие 6.000 евра би платиле 20 евра на државата за да го извезат во Егејскиот дел, каде го преработуваат и го извезуваат. И за таков бруто домашен производ ние разговараме. И да ни ја раскопаат цела Струмичка котлина, и да ни го раскопаат Кожук, и да ни го раскопаат цела Источна Македонија, од Крива Паланка до Гевгелија. Има, значи, добро знаеме, во 2014 година тогашната власт дала одобрение за бушотини на 80 локации. Таму сметајте се направени преку 300, преку 500 бушотини на разни точки. Значи, некој од некаде точно знае. При тоа ги користат геолошките карти од нашата бивша држава, од Југославија, каде функционираше државата и имавме ние системи и институции кои се залагаат за некое подобро утре и кога гледаат до можеби не многу далеку, но наредните 20 години. А сега се гледа само за сега и до вечер не знаеме како. Така. Марина, да кажете нешто сакавте? Да, би сакала да кажам, спомнав и на телевизија Телма, исто така објавив и на мојот профил, во врска со името Марина Томова, Changemakers и така натаму. Значи, не е ова од сега, меѓутоа сега е всушност напад директно усмерен на мене. Нашето здружение со тоа се оди во сршта на активизмот и на невладениот сектор, на граѓаните на Република Македонија. Значи, предупредувана сум да внимавам да се... Значи, ова е психолошка, ментална и емотивна битка или војна што се прави против нас. Суптилно. Така.
Значи, кога јас ќе се мислам дали да се напијам вода, тоа го кажав и минатиот пат, и кога ќе бидам предупредена да не земам од секого храна, пијалак, да не се движам сама со пешки или со кола, дека ми се подготвува хајка, ова е многу гнасен начин, ова е многу гнасен начин, затоа сакам да има да си кажем кој е Марина Томова, кој е Changemakers, кои се Changemakers, кои се активистите, па да ви кажам еве и знам дека ова ќе биде пак напад за да се всушност да се има контра, еве да како што се случи и минатиот пат, да се земе само едно делче. Па еве, јас немам часовник од 50 и 60 илјади евра, ама еден полицаец мора да работи 10 години за тој часовник што го има некој на раката, така, 10 години треба да работи и да не потроши ниту еден денар за тој часовник. Како би, не зборавам само за овие власти, вработени што се изберени представници од нас, значи сите да имаат своји бизниси, да бидат сите успешни, да имаат не знам ти какви фабрики и мини хидроелектрани, не знам ти, значи бизниси кои што се милионски. Јас да доаѓам со автобус, па нека ми се разлиста мојот живот и финансиски и кеш што го викаат, што имам јас како имот, како возило, каде трошам, каде одам, генерацијски назад, нека ми прелистат се. Друго е хајка. И, значи, јас ги превземам, не јас, нашето здружение, сите мерки во и надвор од Македонија за овие луѓе да одговараат. Да, револтата е голем, рековте, имате закани, телефонски, предупредувања, гледам лични дека во текот на кажувања. емисијата сте револтирана. Многу јасно дека сум, да. Што го кажувате, меѓутоа и Немаме слобода на говор. До сега, еве, слобода на говор сега ви се возможува. Ви благодарам. Меѓутоа, да, И се сакате извинувам. дебати, така. Тоа е револта, што нема дебата практично со тие кои што ги носат одлуките. Да, значи најголемата непочет и враќање наместо соединување. Можеби јас кажав минатата емисија, можеби и на нашите представници им треба некоја помош, не знаеме, за тоа треба да се сретнеме, така ли? Треба да се обединиме ние сите да ја заштитиме Македонија. Македонија е многу богата земја. Но верувајте, за вакви теми најчесто институциите одбиваат дебата за вакви теми. Што се однесува, нели? Зошто одбиваат? Тие се одговорни, значи тие треба да ни образложат. Да. Зошто по тоа се кажува каква држава сме. На политички теми секогаш прифаќаат да дебатираат, меѓутоа кога се работи за народот, кога се работи за народот, тогаш интерес за граѓаните. Кратко да кажам дека јас на пример за разлика од Марина не би гледал некаква корист и од граѓаните, доколку господата во костуми би биле присутни, овде сега би се разговарало пошто јас значи нема лично да кажам за гостите кои беа поканети, но господата... Ги кажам на почеток кои беа, да. Господата во костуми, јас во последно време ги нарекувам, оние што ги носат овие одлуки, инженери за сеење магла. Лукаво ќе те вовлечат. Ние не сме политичари, ние не сме дојдени овде да се тргаме, црна беше, бела беше, моје беше, твое беше цело време. Ние кажуваме што е живот, што е смрт, што значи животот, што значи смртта, што значи реката, шумата, планината за нас, а што значи рудник. Кратко и јасно, ја не мора да бидам инженер, рударски, не мора ова, значи ние сме човечки битија кои имаме и своја генетички запис во себе. Ние имаме своја свест и имаме уши во овај орган, овде, што се вика душа. Оти и тој знае да чувствува и да пренесува. И нас не ни се потребни цифри. Доколку господата би биле присутни, овде сио разговор не би бил така интересен и не би чуле многу важни работи, за разлика од Марина, јас сум убеден во тоа, јас мене не ми се толку ни посакувани такви дебати, затоа што ќе не вовлечат, пошто нив му е тоа професија, во лавиринт, каде ќе почни, црна беше, бела беше, беше тогаш, во мај беше, и сета сиот интерес би го изгубил и гледачите. Тоа е сеење на магла и на крајот, кога ќе завршиме ние со нашиот разговор, на ниеден гледач
не им би било јасно ништо конкретно. Исто она како кога обичен граѓанин со даден проблем оди во дадена институција која ги решава тие истите дадени прашања, ти кога ќе почнеш како обичен граѓанин кој ќе те пратат, таму беше соба број 2, соба број 4, не, во Тетово има таков институт и за своја сметка. И ако си така поупорен борец, мислејќи, но на погрешно место се бориш, ти за месец дена, за 2 месеци ќе сватиш, ќе почнеш да се прашуваш дали воопшто имаше проблем и каков беше проблем. И ќе те убедат дека немало проблем. Така да тие дебати јас не гледам никаква полза, ни корист, па ниту некаков интерес за гледачите. Тоа би не вовлекле во цифри, па црна беше, па бела беше, мај беше, не, јуни беше, 23-та беше, 24-та. Ние овде дојдовме да кажеме. Народот е негово да пресуди. На која страна стои. Затоа што дојдено е, повторно ќе кажам, големото финале. И јас за разлика од Марина, во тој став имаме различни ставови, јас не би зборувал за тие делови, и јас не би зборувал ни за еден плукач на нашето движење. Затоа што плукачите кои ќе се јавуваат во догледно време се повеќе и повеќе, и ги гледаме, и ќе ги поздравам, затоа што тие се доказ дека нашата работа е успешна. Тие, за мене, лично, и за нашата организација се нус производ на успешната работа, она што досега сме го сработиле за подигање на колективната свест во Македонија. Цела моја активистичка дејност од самиот почеток е завртена кон мојот народ, да го убедам што значи она за кое дошле челични грдоси на точка А, на нашиот рид, на нашата планина, на нашата река. Да го сватиме. Мене тоа ми е јасно. Трчајќи по институции, не. Ние, например, во Прилепската битка имаме правник, кој е одличен борец. Тој си ги тера тие работи. И тоа е еден голем лавиринт во кој тој умее да се снаоѓа. Моје не е таму да влегувам, а и искрено да ви кажам, и ретко ме интересира. Добивме, изгубивме, исто знам дека не значи. Знам само едно, ако нас не нема на стражарски пункт денеска, 21 човек минимум, од кој одстоивме 280 дена од 7 до 5 секој ден. Јас знаев дека немаше да има ни планината, немаше да течат ни изворите во вода, ни оскудни кои ги имаме во Прилеп, ќе беше прав и пепел уште поголема него што и моментално се случува од другите рудници. Тоа го знам. И сета моја активност е завртена кон мојот народ. Плукачите се само нус производ на мојот. И им благодарам на сите. Да. Уште нешто може да благодарам. Значи, друго, само во кратко, значи, покрај сите доброволни донации, сме донирале инвалидски помагала во општата болница во Гевгелија, сме донирале во општини Богданци, Чашка, во душевната болница во Гевгелија, инвалидски помагала за канцер пациенти, за лица со попреченост. Пред еден месец ние не објавуваме се. Носевме 10 велосипеди за лица кои што се под Центар за социјални работи. Дури институциите исто така не контактираат. Носевме столче за институција. Додека по министерството се сликаат дека направиле не знам што, не бараат. Значи, ние во доброволниот дел работиме и на подигнување на свеста и има прогрес, некогаш, има прогрес. Еве, што спомнав за пожарникарите. Вчера беше ден на пожарникарите, секогаш бев повикана како гостин, затоа што од 90-те години не беа опремени. Ние донесовме заедно со Микродонија 136 парчиња противпожарна опрема, затоа што бев повикана од пожарникари, кога се запали зградата на Ристо Чавдарот во Гевгелија. Работевме доброволно 2,5 месеци, поврзувајќи ги фирмите, локалните, централните власти, што беше за поздрав. Така треба да се видиме ние, така треба да соработуваме сите. Инаку, сите овие доброволно дадени, донирани години, јас можам да се решам, да го решам
моето прашање дали би одбрала за душевен мир и мир во моето семејство и да се вратам кај што сум била 16 години. Син ми е роден таму, сум била таму така. Зошто да ги трпам сите овие психички и ментални и стравови што сакат да се внесат? Или да стојам тука од борците се борат до крај. И тука нема откажување. Ако ја нема Марина, го има него. И ќе има друга, и трета. Не е еден човек. Е еден од ретките такви борци. Така. Јас би кажал. Ви благодарам Благодарам, за гостувањето. Секако сите се надевавме дека ќе има представници од Министерството за живот или пак представници од општините каде што нели се припаѓаат овие хидроцентрали кои што се најавуваат дека ќе се градат и рудници, меѓутоа еве тие одбија, кажаа дека наредна прилика ќе бидат гости. Имајте пријатен ден, се надевам дека борбата Ви ваша ќе благодариме. биде успешна. Ви благодарим и благодарим. вас и на нашите гледачи. Така. Тоа беше разговорот со господја Марина Томова од Changemakers и господинот Ѓорги Ѓоргиевски од Зелена народна стража. Сега тука оди краток джингл, па потоа продолжуваме со наредни теми на Студио 10.